Добар ден, драги гледачи, еве на уште едно издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, мотивацијски тренер за личен развој. Денеска во ова новогодишно издание ќе зборувам за како да ги постигнеме целите во новата година, како да го постигнеме тоа што го сакаме, како да го постигнеме замисленото. Но она за кое што сакам да зборувам е за да стигнеме до некоја нова цел, мораме да имаме нови навики и мораме да го подобриме карактерот или мораме да станеме на некој начин подобра и нова верзија од нас. Поради тоа што со таа верзија од нас која што сме, доаѓаме до оние резултати и до оние цели кои што веќе ги имаме. Но ако сакаме да целиме повисоко, ако сакаме да имаме повисоки цели, ако сакаме да постигнеме повеќе, тогаш мораме да се смениме себе си во подобра верзија од нас, мораме да ги вметнеме, инкорпорираме во нас навиките, дисциплините, истрајностите, акциите кои што ќе не донесат до она кое што е повеќе. Сега, за да стигнеме до она кое што е повеќе, мораме да едноставно надминеме и повеќе нешта кои што се на патот за да стигнеме до тоа што го сакаме. Што значи дека мораме да бидеме подобар карактер, што значи дека мораме да имаме појак карактер. Кога тргаме да постигнеме нешто, гледате, она што сме го постигнале во претходната година е супер и мислам дека треба се дадеме вреднување, потврда и валидизација дека сме го постигнале тоа нешто. Но секој во новата година, кога ќе се сврти календарската страница, секој сака да почне од почеток нешто ново. И убаво е, не дека ни треба 1 јануари 2025 година за да одлучиме дека треба да се промениме, но едноставно календарот во овој момент ни помогнува да донесеме одлука. Брзината на промената е пропорционална со јачината на одлуката. Колку човекот има појака одлука, колку човекот е подециден, колку човекот е поодлучен, повеќе јачина и истреност има во патот да промени нешто кое што сака да го промени. 1 јануари обично ни помага во врска со тоа, иако искрено да ви кажам, мислам дека може да биде од 29 декември да почне со сето тоа, но ајде нека почне од 1 јануари. Но проблемот е дека човекот ќе почне од 1 јануари и некаде 15 јануари почнува да бива се постаро поради тоа што не се вметнува дисциплината и она што е потребно за да се постигнат новите остварувања. Луѓето одлучуваат многу убави работи да направат во новата година, многу конструктивни, креативни цели, но тоа мора да соодветствува и со дадена дисциплина. Зборував во една од претходните емисии дека имаме, ајде да речеме една скала или табела, мрзеливост, дисциплина, мотивација, и честопати таа мрзеливост фактички не носи во старите навики, во старите резултати. Она што помага да стигнеме до новата дестинација во 2025 година е дисциплината, и самата дисциплина на некој начин ни дава рестрикции и ограничување, што е супер. Поради тоа што, како што сум кажал, јачината на реката, односно коритото ја дава јачината на реката. Реката е јака колку што е јако низиното корито. Дисциплината во нашиот живот на некој начин е коритото. Што сакам со тоа да кажам? Гледате, ако сме зацртале некоја цел, коритото или дисциплината ни кажува да не излагаме надвор од патот кој што ни е трасиран за да дојдеме до таа цел. Но многу често во животот имаме дефокусирачки настани. Гледате, имаме разни ситуации кои што можеби емоционално не носат надвор од коритото. Сакам да кажам, емоцијата го лаже човекот да оди по нешто кое што не е за него важно да го направи и поради тоа што почнува да ги прави тие работи кои што не се важни да ги направи, не се во насока на цел, тој почнува да се дефокусира, почнува да губи мотивација, почнува да губи елан и што се случува? Се враќа таа мрзеливост, поради тоа што имаме краткорочна емоција која што можеби е убава и таа краткорочна емоција која што е убава не носи на страна од фокусот, односно од дестинацијата. Јачината у карактерот и кај луѓето се базира и на тоа што да не направи, може би го сака да го направи во моментот, но не е во склоп со распоредот и не е во склоп со она што се очекува да го направи за да стигне до нешто. Карактерот се гледа и по тоа од што се откажуваме за да стигнеме до нешто кое што е важно во нашиот живот. Затоа што ако видите спортистите, успешните луѓе, тие не се сегде. Човек кога е сегде не стига нигде. За човек стигне негде, не може да биде сегде. Со други зборови, некој човек не може да ги прави некои работи кои што може му се кејф да ги направи денеска или му е убаво да ги направи, затоа што прави? Ризикува да не стигне до целта која што пак ќе му даде големо задоволство и гордост која ќе ја постигне. Во животот, за да имаме контрола, ние мораме да се одречеме од нешто.
И од што се одрекуваме? Од тоа кое што не ни е толку важно за да стигнеме до она што го посакуваме. Затоа што ако видите, животот има бескрајни можности. Гледате, животот нуди се. Животот е една сфера каде што се имаме, но врз база на нашата цел одбираме што ќе имаме и што ќе немаме. Затоа што ако човекот е посветен на некоја цел, затоа и посветеност е убав збор, зашто нештото му е свето. Она што му е свето, и ако човекот е посветен, он ќе се одрече од некои работи кои што не му се важни за да стигне до насоката или до целта која што ја сака. Ама ако човекот не е посветен, ако човекот не е инволвиран многу во неговата цел, ако нема жар кон целта, он ќе се дефокусира со овие, ајде да кажам, по-ниско квалитетни емоции. Тие можеби даваат некој тип на убавина, но тоа е краткорочност и не е долгорочност. Гледате, долгорочните цели и истрајноста кон долгорочните цели го крадат карактерот, и долгорочната цел е нешто кое што ни дава контрола во нашиот живот. И што е тоа што ќе не смени како личности? Дисциплината. Велат, работата го гради човекот. Точно е, работата го гради карактерот. И колку повеќе имаме дисциплината и колку повеќе коритото е присутно во нашиот живот, толку појак карактер стануваме ние. Толку подобра верзија од себе стануваме. И кога ќе станеме подобра верзија од нас, добиваме самодоверба, добиваме сигурност, добиваме гордост, имаме уште повеќе мотивација да поставиме уште повисоки цели, затоа што гледате, како работата не изградила, така добиваме поголема самодоверба, сигурност и гордост да трнеме во поголеми цели. На некој начин како еден позитивен магичен круг. Колку повеќе дисциплина, подобар карактер, колку подобар карактер, поубави и поголеми цели, и на тој начин го повторувам истото. Кога тргаме кон поголеми и подобри цели, тоа одбара нас од овој карактер кој што сме станали у подобрата верзија од себе. Кога ќе ја примениме дисциплината, уште повеќе не подобрува како карактер, како лик и како човек, и на тој начин идеме и се осмелуваме да дојдеме до поголеми и поголеми височини. Дисциплината е голем пријател на човекот. Но ако човекот се откаже од дисциплината, тој се одгажува од разумот и од свесното делување во насока на некоја цел. Гледате, кај мрзеливост имаме емоција која што преодвадлува над умот. Мрзеливоста што е емоцијата преовладува. На некој човек знае дека треба да стане, му се спие, нели, алармот ќе го проложиш душе 10 минути, поушеднаш и ќе стане после 2 сата. Гледате, мрзеливост и некоја емоција која што го контролира телото, се го контролира животот на човекот. Воспротивно, ако човекот е дисциплиниран, не му се станува можеби са бајле, но го навел алармот, гледате, и нема можност да го одложи, уште еднаш алармот станува и оди на работа, оди во теретана, оди да, не знам, пешачи или што и да прави, оди да се види со клиенти, да закаже состаноци за работа. Човекот едноставно дисциплината ако го води, тогаш го води разумот, но во разумот некогаш нема пријатни емоции. Ете, во мрзеливост има пријатни емоции, нема разум, во разумот има, во дисциплината има разум, но нема пријатни емоции. И како поминуваме низ дисциплината, доаѓаме до мотивација каде што имаме и разум и пријатни емоции. Но не можеме од мрзеливост да дојдеме до мотивација веднаш. Сега, што помага за оваа дисциплина, за да се дојде до мотивација, за да станеме подобра верзија од нас, за да можеме да сонуваме повисоко? Помагаат рокови. Затоа што сум го спомнал и ова, кога ќе ставиме рок, кога треба нештото да го направиме. И го држиме тој рок. Гледате, тој рок не значи. Имате луѓе што ставаат рокови, ама ги ставаат само за да кажат дека ставиле рок, не го мислат стварно. Гледате, си прават ветување на себе си, ама го прекршуваат ветувањето на себе си, затоа што гледате нова година и новогодишните одлуки, како што и популарно ги кажуваат, нели, новогодишни одлуки, тоа се ветување. Но ако дадете ветување, со други зборови, и си поставите рок кога нештото ќе го направите, кога нештото ќе го завршите, тоа е ветување. Ако тоа ветување го постигнеме, тогаш гледате, имаме мотивација. Ветувањата кон самите себе си обично не ги гледаме така со толку значење како кога ќе даваме ветување кај некој друг човек. Нели велиме образно да си го зачуваме на другиот човек? Да, образно да го зачуваме на другиот човек, ама зар нашиот образ кон самите нас не е важен? Гледате, луѓето сакаат да ги испочитуваат ветувањата кон другите. Има и такви кои што не ги почитуваат ветувањата ни кон другите, што прави да не се чувствуваат самите ти убаво. Гледате, ако ние прекршиме некое ветување кон било кој, кон другите луѓе, ние не се чувствуваме убаво, нели?
Но ако сте виделе луѓе кои што пак прекршиле ветување кон другите луѓе, наоѓаат оправдание. Гледате, прекршеното ветување веднаш не носило оправдание. А што е симптом? На што е симптом оправданието? На неодговорност. Ако ние имаме одговорност, од други зборови, дајќи го реализираме ветеното, немаме оправдание. Но кога човекот ќе го прекрши ветеното, ајде да речеме кон друг човек, што се случува? Веднаш има оправдание. И често пати почнува и другиот човек да му смета на него. Гледате, затоа што го прекршил ветувањето кон него. Но кога ќе го прекршиме ветувањето кон нас, гледате, и самите нас помалку се сакаме. Затоа што ние кога ќе го прекршиме ветувањето кон самите нас помалку се цениме, самите нас помалку се сакаме, со самите нас сме помала комуникација, затоа што ако видите на некој човек нема да му го испочитувате ветеното, често пати, сега можеби ова не е ваш пример, ама еве измислувам некој пример, каде што некој човек нема да го испочитува ветеното кон некој човек, сте приметиле дека го избегнува, не му крева телефон, не му се јавува. Затоа што не се чувствува убаво во однос на ситуацијата. Но што ако истиот човек го прекршил ветувањето кон себе си? Гледате, не е во комуникација со себе, не знае што му се идеите, не знае што му се целите, не знае која му е еднината, затоа што на тој начин тој е во комуникација со сам себе. Не се чувствува горд, помалку се сака себе, помалку е мотивиран. Затоа е многу важно ветувањата кои што си ги даваме и на себе, и на другите, да ги реализираме поради тоа што тоа дава едно убаво чувство дека вредиме, дека се стабилни, дека може да се ослониме на себе си, другите може да се ослонат на нас. Имаме многу убаво чувство на убава емоција, имаме многу убаво чувство врска со целата ситуација, реализација на тоа што е ветено и што е најважно, имаме убаво чувство и убава емоција кон самите нас. Така да многу е важно да ги постигнуваме дадените рокови во дадено време кога сме ветиле дека ќе ги направиме. Има една убава работа која што можеме да направиме во тој момент. Што е тоа што можеме да го направиме за да ни помогне како некој рок да го постигнеме и како да станеме повисоко мотивирани, како да имаме помалку оправдание. Затоа што гледате, ако не е важен рокот и ако нема некој кон кој што се обврзани за тој рок, помалку имате шанса да го постигнете тој рок. Нели? Но ако имате, пример, сте отишле во теретана, но имате личен тренер. Денеска тренерот е стигнат во теретаната, на вас не ви седе во теретана, ама ти си го платил тренерот, тој е таму, имаш поголема шанса да отидеш во теретана, отколку ако немаш некој кој што те чека и идеш сам. Ете, но на тој начин мораме да размислуваме и за животот. Ако, например, од Сабајле ставите консултации во 9 саат, или ставите, не знам, комуникација со некој човек во 9 саат, треба да отидете да се видите со некој човек во 9 саат наутро. Вие во 8 саат ќе сте спремни или можеби ќе почнете да се спремате и 8:30 ќе бидете излезени. Но ако ставите дека имате обврска во 11, голема е шансата од 8 до 10 да не правите нешто продуктивно. Затоа сакам да кажам, убаво е да имаме и сабајлечки распоред кој што почнува рано за да ни се крене енергијата. Ако некој човек има распоред кој што му почнува од 12, добро, сега има и ситуации каде што луѓе работат за странски фирми, па работат навечер, спијат преку ден, не зборам за тоа. Но сакам да кажам, ако некој човек не е на таков распоред каде што работи за странска компанија, туку има едноставно премногу слободно време. Гледате, тоа премногу слободно време ја размлитавува неговата енергија. Денеска младите имаат едно мото, за жал, и тоа е шо превише лабаво, лаганица. Ништо не прави, лабаво. Денеска, гледате, идејата е кул значи дека е популарно или модерно да бидеш у таа состојба на лабаво. Ете, не може цело време да е лабаво. Ја не викам дека не треба да се одмориме и не треба да се релаксираме, но многу е важно човекот да го има тој став на лабаво е. Полека, не ме брзај. Не ми давај притисок. Нема потреба од никаков притисок ако човекот е одговорен. Но ако е неодговорен, универзумот и животот ќе му го направи притисокот како преку тато, мама, баба, дедо, шефот, менаџерот, ќе дојде притисокот ако човекот не ја преземе одговорноста, поради тоа што правата и одговорностите идат заедно. Поентата ми беше следнава: како да можеме да се мотивираме да постигнеме нешто кое што сме си го закажале како рок. Има една многу убава историска приказна. Хернан Кортес бил шпански освојувач кој што во 1519 година отишол со 3 брода од Шпанија во Мексико да го освои Мексико. Кога излегле војници да се борат, Хернан Кортес ги викнал 3 капетана на 3 брода кои што дошле во Мексико на еден состанок и им рекол секој доди до бродот и да си го запали својот брод. Луѓето го погледнале зачудено и го прашале: ама како ќе се вратиме у Шпанија ако
не победиме. Демек, ако изгорат бродовите, што ќе правиме? Херман Кордерс им рекол, тоа е за да немате опција да не победите. Тоа е за да немате опција да изгубите. И тоа правило во светот и во светот на мотивацијата и работата со сам себе или на сам себе се вели запали си ги бродовите. Ставот запали си ги бродовите на англиски е понекако познато burn the ship's attitude или ставот запали си ги бродовите, каде што човекот нема алтернативи, опција и оправданија за нешто. Гледате, кај нас постарите велат натерете ги да мораат и ќе можат. На некој начин тоа е тоа. Но ако имате некој човек кој што има опции да не мора, он многу често одложува. Гледате, ако имате некој човек на работа кој што вели ја не морам денеска да го завршам нештото, ќе го завршам утре, можеби е помалку продуктивен. Ама замислете, менаџерот му вика, немаш опција за утре, мора денеска да го направиш. Гледате, он нема да земе пауза, нема да збори толку многу, нема да е толку дефокусиран, ќе биде фокусиран и ќе се заврши работата. Гледате, се е до одлуката дал денеска ќе го завршиме тоа или нема да го завршиме. Зашто секој човек што има опција да почне од утре да спрема испит, не почне од денес. Затоа и тие денови на почетокот кога студентите спремаат не им се толку ефикасни, кои денови им се поефикасни, тие кога доаѓаат поблиску до рокот, поради тоа што немаат опција да бидат дефокусирани затоа што рокот е тука. Гледате, замислете како би функционирале ако секој ден би функционирале со рок кој што мораме да го постигнеме и би имале еден тип на обврска дека тоа мораме да го направиме денеска. Гледате, имате, например, јас сум видел, например, студенти или млади луѓе завршиле факултет, отишле некаде на размена како студенти или отишле да работат некаде во странство. Гледате, тој човек веќе мора да научи да пегла кошула. Мора да научи да готви. Мора да научи да се грижи за себе, затоа што дома не морал тоа да го прави. Можеби дето има 22 години, ама кој го пегла, го пере, мама, тато. Тато, ај заврши ми го ова, тато ќе му заврши тоа. Мама, ај направи ми ова, мама. Он има бродчиња по дома. Гледате, он не мора да успе. Ама кога ќе отиде сам во странство, ги нема тие бродови кои што он ги користи како изговор дека не може. Ама он не може затоа што не мора. И кога имате таква поставеност на нештата, да не мора, тој обично и не може. Но што се случува? Се прави зависност кон тој кој што му ги прави обврските. И он има чувство дека не е способен. И почнува да бара повеќе и повеќе и повеќе и повеќе, затоа што не разбира како нештата доаѓаат. Не разбира дека нештата доаѓаат преку препреки, преку предизвици. Нели? Дај ова, дај она, дај ова, дај она, ама дај ова, дај она, не доаѓа се од небо, него доаѓа преку работа и труд. И кога човекот почнува да сваќа дека мора нешто да направи, мора да има некое делување, мора да има некој производ, мора да има некој продукт, за да, например, добие пари, он почнува другче да размислува во животот. Сваќа како некои нешта функционираат. Но пак е градење на карактер. Поради тоа што гледате тоа, што правиш лабаво, лаганица, ништо не правам, тоа го омлитавува карактерот, поради тоа што човекот не е спастрен, народски да кажам. Коритото на реката, дисциплината, го спаструва човекот. И она што е многу важно, и што ми беше и поентата за оваа година наредната е, човекот да си даде ветување, но исто така да има дисциплина да го реализира она што е ветено. И поради тоа што се периоди на Нова година, Божич, тоа се за мене многу убави периоди и гледате, и духот и енергијата е таква поради тоа што сите одлучуваме дека така треба да биде. Нова година имаме прослава, Божич имаме прослава. Сме одлучиле дека треба да биде така и енергијата е другчија. Ете, замислете ако секој ден е Нова година и Божич, колку ќе биде убаво. Ние ќе бидеме со поубава енергија. Нели, сакаме да направиме добро, мислиме на добро, сме по-позитивни. За мене барем, овие празници се символизираат верба, надеж и љубов. Ние имаме празник верба, надеж и љубов. Мислам дека е крајот на септември, ако не се лажам. И едноставно приказната е дека мајката Софија, Божица на мудроста, ги крстила своите керки вера, нада и љубов. Верба, надеж, љубов. Но сите тие едноставно се ризик во иднината. Човек што не верува не ризикува, човек што не се надева не ризикува, човек што не сака не ризикува. И не зборувам глупи ризици. Што се позитивни ризици? Цели, идеи, што сакаме да постигнеме, ама да идеме со верба. Не да не веруваме на луѓето, да веруваме на луѓето. И секако не зборам за некој кој што 5 пати не прелажал.
Тој треба да се оправда да ја врати нашата доверба кон него, но не можеме ако еден човек не излажал, не прелажал, не го исполни своето ветување кон нас, да не веруваме на сите. Поради тоа што гледате, ако човекот не верува, он почнува да има многу мислење. Ама човек што верува, на некој начин знае дека нештата ќе бидат. Човек што се надева, помалку мисли од човек кој што не се надева. Човек што сака, помалку мисли од колку некој кој што прекинал да сака. Разочараниот човек многу мисли и мисли негативно. Разочаран не е, веќе очаран, восхитен, воодушевен. Поентата ова се моменти да ја вратиме восхита, воодушевеноста, вербата, надежта, љубовта за човечкиот род, љубовта за работата, љубовта за фамилијата, љубовта за пријателите, вербата во подобро утре, надежта дека ќе успееме да го живееме квалитетно животот како што сме сакале. Ова е тој период каде што мораме сето тоа да го вратиме. И така треба да ни почне годината, треба да ни продолжи со дисциплина и на крај таа 2025 година да заврши со успешна реализација. Ви посакувам преубави празници, новогодишни, божични празници и се гледаме во новата година повторно. Имајте убави празници. Пријатно!